Добро вечер назад во студиото на Еден ТВ, отворено студио цел ден. Јас сум Сашо Ордановски, од негдека рано наполдне се дружиме заедно, а денеска имавме прилично густ, богат ден со настани. Сконцентрирани сме врз, се разбира, веста на денот, а веста на денот е дека е распишена потерница по господинот Никола Груевски, бидејќи тој ги пропушти сите рокови да се јави во затворот во Шутка на издржување на досудената затворска казна од 2 години. Во редовниот дневник имавме известување од пред затворот во Шутка, од пред домот на господинот Груевски, од пред партијата ВМРО ДПМН, човекот го нема. Бидејќи човекот го нема, ние одиме понатаму со програмата, а во наредните 30 на минути мој гостин ќе биде господинот Арафат Муареми, кој што е директор на управата за финансиска полиција на Република Македонија. Добро вечер, господин Муареми. Добро вечер. Управата за финансиска полиција е во состав на Министерството за финансии. Тоа значи дека вас формално правно шефот ви е министерот за финансии. Так. Што значи тоа? Значи ли тоа дека му реферирате за својата работа на министерот за финансии? Вака се, Управата за финансиска полиција постои релативно е млада институција, која што е формирана од 2003 година, а реално од 2005 почнува ефективно да работи. Ние како орган сме самостоен орган кој што е под раководство на Министерството за финансии. Нас реално функционираме под Министерството за финансии и секоја недела држиме координативни средби со министерот за финансии за тековните работи. Додека за предмети и други работи кои што се во областа на криминалните активности, ние не реферираме пред министерот за финансии. Со стручен јазик тоа се вика за оперативно-тактички операции. Така е, значи ние тие бидејќи предистражната постапка е тајна и не можеме значи и да кажуваме некои работи на министерот за финансии. Теориски би можеле и министерот да го истражувате доколку за тоа најдете потреба. Така е, да. Добро. Вие сте во состав на судската полиција, така ли е во еден поширок? Да, согласно новиот закон за кривична постапка, ние сме дел од правосудната полиција, каде што ја вршиме предистражната постапка во целата таа постапка која што е под раководство на јавен обвинител. Во принцип ги имате сите полициски овластувања, имате носите оружје, имате овластување до апсите, што се вика имате лисици и така натаму, но пред се ве интересираат оние криминални дела кои што прават штета на буџетот, иако имате право се да истражувате, но мислам дека стратегиски сте ориентирани кон заштита на парите на државата, односно на граѓаните. Видете, значи моето размислување, лично моето размислување е секогаш дека Управата за финансиска полиција треба да биде столбот, односно ориентирано да си го заштити буџетот на Република Македонија и да го следи трошењето на буџетот на Република Македонија. Затоа што досега поише сме биле концентрирани, зборам во минатото, поише сме биле концентрирани да се водат постапки околу правните субјекти, значи приватните компании. Да се провери дали се исплатени даноците, дали го кријат данокот и така натаму. И сега од кога јас стапив во функција, да. Пред година дена? Пред година и пол. Да. Од кога јас стапив во функција, значи како директор на Управата за финансиска полиција, првото што го направив е да се смени концептот, перцепцијата на размислување на сите припадници на Управата за финансиска полиција. Тоа значи дека ние сме платени да го заштитиме буџетот. Не е само да видиме кој не ги платил даноците. Реално, за даноците имаме институција, тоа е Управата за јавни приходи, кој што во секој момент може да изврши значи контрола, даночна контрола и врз база на тоа да ги наплати тие даноци кои што не се пресметани уредно. Значи јас заедно со колегите во Управата за финансиска полиција почнавме да се концентрираме во трошењето на буџетот, затоа што реално најголем инвеститор во државата е самата држава, нели? На 3 милиарди. Таму се најголемите пари. Да, најголемите, значи трошења се таму. Досега, значи освен ревизија што се прави, другите органи, нели, по сознание може да постапат. Меѓутоа, ние се обрнавме и целата концентрација ја фокусиравме во трошењето на паричните средства од страна на функционери. Вие во управата дојдовте од специјалното јавно обвинителство. Таму бевте обвинител. Истражител. Истражител, се извинувам. Да.
Јас знам дека вашето семејство не живее во Македонија. Вие сте добростоечки, бидејќи ми се чини дека во Швајцарија живеат вашите и така натаму. И луѓето ми велат дека сте прилично морално непробоен, дека тешко можат да ве сварат доколку бараат некакви услуги. Имате ли притисок во работата? Чувствувате ли дека кога ќе отворите некој случај ви се јавуваат ли функционери од актуелната власт? Ви прави ли некој притисок во тоа што мислите го преземете? Видете, значи јас фамилиарно само од целата фамилија, потесната фамилија, само јас останав тука. Со желба да се сменат работи. Да. Мојата цела фамилија живее во странство. Брат ми исто така е познат хирург во Германија. А јас со желбата моите, значи деца и мојата фамилија да живее тука со некоја светла иднина. И затоа се борам за правда. Да. Имате ли притисоци во таа борба? Значи вака се, бидејќи сме мала земја, скоро секој со секого се познава. Меѓутоа кога се работи за некои инкриминирани действија, преземени од некој лице, без разлика дали е функционер или дали е, например, управител на некој правен субјект, секогаш се бара тие врски. Меѓутоа, кај мене тешко е да се пробие и да се дојде до комуникација со мене, кога се работи за Имате контрола врз тимот, за да не бидат врските и под вас? Значи, во контрола на тимот секогаш има, затоа што ние функционираме хиерархија. Мојата хиерархија е, значи, со целиот тим раководи директор, каде што под него е помошник од директорот и началници на сектор. Значи, многу е ширено, меѓутоа сите очи дават пред еден човек, пред директорот на управата за финансија. Станавте познати по низа случаи кои што ги отворивте во врска со градоначалниците, бившите градоначалници, начините на кои што ги трошеле парите. Мислам дека Демир Капија градоначалникот, мислам дека Карпош, мислам дека дури во центар влегувавте, ако не се лажам, и така натаму. Кажете ми, колку случаи имате до сега обработено во оваа година, година и пол зад вас и дали сте задоволен од нивото на и квалитетот и квантитетот на таа обработка? Интересно е да се спомне, значи, податокот каде што пред да се стапи во функција како директор на управата за финансска полиција, една статистика ако се направи, пред јас да стапам контакт имал негде 800 случаи на година. Сега од кога стапив контакт како позиција како директор на управата за финанска полиција, енормно се зголеми бројот на случаи. Колку се тоа? Над 800? Негде над 2000. Над 2000, па ви имате капацитет за толку многу случаи? Тоа сакам да го кажам. Каде што управата за финанска полиција реално нема капацитет да раководи со тие случаи. Меѓутоа имаме разбирање од страна на министерот за финансии каде што ни дава поддршка, бидејќи кажуваме, значи, резултати од кои што успеавме и успеваме да враќаме парични средства од страна на, да ги кажеме, функционери, без разлика дали се тоа од претходната власт или од сегашната власт. Значи, сегаш инсистирам, иако е причината штетата, парите да се вратат назад и тоа да му се, например, да му се свати како една олестителна околност на секој кој што сгрешил пред законот. Доколку ги врати парите. Да, тоа е пред нормално ќе му се прифати како олестителна околност пред јавен обвинител кој ќе се оди. Разбирање имаме од страна на министерот за финансии, пред се и од владата на Република Македонија, кај што не поддржуваат, гледат дека покажуваме резултати и во иднина, односно во наредната година, верувам дека ќе вработиме нов кадар, свеж кадар, кој што ќе ги искористат моментите и да го земат занаетот од претходните, од старите колеги, и со тоа ќе се зголеми и силата на управата за финанска полиција за да се излезе на пресет на сите граѓани на Република Македонија. Добро, тоа што вие го работите во принцип го прави управата за економски криминал во МВР. Така. Тоа слично властување, предпоставуваме, има и внатрешната контрола на Министерството за финансии. Бидејќи тие се занимаваат со контролирање на буџетот и со тоа како државата ги троши парите. Предпоставам дека и УЈП има голем дел од работите кои вие ги работите и тие ги... Сакам да прашам каква ви е соработката со сите овие органи? Соработката ни е перфектно со сите органи, институции од владата на Република МВР Македонија. има поголем квантитет на случаи од вас во годината или? Тоа не знам. Не знам, меѓутоа знам дека кај нас е зголемена обемот на работа.
Можам да кажам дека законот на Управата за финансиска полиција е лекс специалис, каде што има големи овластувања во делот на финанси, нели, на водење финансиски истраги. Со тоа што за секоја истрага која се води за кривична одговорност, паралелно се води и финансиска истрага. Да утврдиме кај се завршени парите. Каде се парите? Так, Тоа е секојаш да. навежда. Значи, сегаш ние сме, согласно законот, сме експерти во тој дел и ги водиме тие посебни финансиски истраги, каде што многу му помага и на обвинителот во истражна постапка да направи замрзнување на средствата, ако ги, например, остануваат средствата во Република Македонија. Ако се излегуваат од надвор од границите, тоа ние, значи, потешко е да докажеме кај на вистина завршиле парите и дали ќе ги вратиме насад. Има ли голем криминал во сферите кои ги покривате? Што е вашата проценка? Зачуден ли сте или сте можеби изненаден што затоа што гледате во јавноста се создаваше голем еден притисок дека се украле многу пари и така натаму, дека парите ги нема, дека некои луѓе се збогатели и така натаму. Так. Од друга страна, откривањето на такви случаи е компликувана постапка. Еве ние вчера имавме за време на викендот некакви апсења, приведувања, луѓе се во притвор однесени. Штетата, според специјалното јавно обвинителство, е негде колку 10-11 милиони евра. Луѓето како да очекуваат дека стотици милиони евра сега ќе се откријат каде се украдени, можеби и се, можеби и не се. Што е вашата проценка? На што наидувате на терен? Видете, значи, треба да се разликува. Паричните средства кои што се извршени од кривично дело, например, даваме јавни набавки, нели, постапките, и тие што се од корупција. Значи, тие се црни пари кои што никој не може да ги докаже кај завршиле и како завршиле и кога ќе се вратат. Вие се занимавате со организиран криминал, Да. тоа значи перење пари, разни корупции Значи, и така под натаму. надлежност на Управата за финанска полиција се неколку кривични дела, вклучувајќи, значи, перење пари, даночно затојување, криумчарење, помагање, Фалсификување злоупотреба на службена положба и овластување, значи фактички тоа е корупција во еден вид. Да, Фалсификување на валути. фалсификување на валутите не, значи уште не се офатени, меѓутоа фалсификување и уништување деловна документација, кој што многу често го има тука кај нас, затоа што и тие што сакат да извршат кривично дело, знаеш, некогаш викат подобро да одговарам за фалсификување него за тоа Да ме потешкото фатат. дело, да. И така е, значи Така и парите нема да ги најдат нели? веројатно. Да, меѓутоа ние секогаш сакаме да им излеземе на пресед на сите. Сите институции пријавуваат кај нас за одредени неправилности во нивните, нели, претhodници. Меѓутоа не можеме сегде да стигнеме. Имаме сега во последно Значи имате време многу пријави, се јавуваат. се јавуваат, значи имаме соработка и од јавното обвинителство добиваме наредби, нели? Зашто сепак оние се главни во целата оваа постапка, во кривичната постапка. Добиваме и од другите институции кои што пријавуваат некои неправилности утврдени од нивна страна, меѓутоа не мора да значи дека сегаш ќе заврши со кривична пријава. Некои неправилности можеби се. Сепак да ве прашам за впечатокот со што и почнавме. Има ли голем криминал во Македонија? Како ви се чини? Кој е Јас нивото на никогаш распространеност? не сакам да бидам песимист, меѓутоа од тоа што го гледам, од предметите пријавени, на вистина се сочуваме со големи криминали од финансиски аспект, затоа што пред се сите целта им е заедничка. Како да стигнат до поише пари. Колку биле дрски во правењето на тие криминали? Ги правеле онака баш да се види или сепак биле вешти во криење на трагите? Говорам за еден просечен впечаток. Па повеќето, значи, на вистина се паметни во тоа, на криењето на трагите на извршеното кривично дело или во постапката, нели, на доделување на една постапка, за да ги земат парите од буџетот на Република Македонија, сегаш максимално ги покриле своите траги. Меѓутоа ние располагаме со експерти кои што, мислам, заедно со јавен обвинител ги наоѓаме. Имате ли такви експертизи? Имате ли форензика компјутерска, информативна, например? Вие сте еден од органите кои што можете да прислушуваат доколку има потреба за тоа. Да. Ги користите ли тие средства во гонење на криминалците? Видете, значи, тоа што јас го направив за една година, направив лабораторија за форензика. Сега можеме слободно да се пофалиме дека ја имаме едната од најдобрите форензичка лабораторија за вештачење, за компјутери и мобилна форензика. Благодарение на меѓународните
организации како што се ОПСЕ и Европска унија не поддржуваат многу во овој дел. И ова година неколку пати ни ги однесоа на инспекторите на обуки во странство и сега моментално и се во една друга држава каде што ги држат тие обуки и веќе се лиценцирани за да прават нели тие вештачења, компјутерско вештачење и мобилно вештачење. Значи од наредната година од јануари ние ќе бидеме една од најдобрите лаборатории за вештачење во Република Македонија, мислам во делот на компјутери и мобилна форензика. Кажете ми, овој модел на финансиски полиции не е сегде распространет. Така. Мислам дека во регионов, не знам дали и во секој од државите го има. По чиј модел е правен овој модел во кој е работено? Знам дека италијаните имаат финансиска полиција и некои други западни земји, но ние соработуваме, значи со сродните институции. Со Гварда ди Финанса сме тесно и навистина имаме голема соработка. Комуницираме скоро неделно, нели споделуваме и информации кои што ни помагат на нас, бидејќи имаме, знаете и вие дека во проектот на Скопје 2014 година. Те дојдеме до тоа, да. Имаше некои компании од Италија и други некои истраги што ги водиме се инволвирани некои италијански компании, каде што со Гварда ди Финансе сме скоро секоја недела во комуникација. Исто така со Холандија исто имаме тесна соработка и таму има финансиска полиција и сме во фаза нели иницирање соработка и исклучување на меморандум со финансиска полиција на Холандија. Последно време, значи, почнав да комуницирам и со Република Грција, каде што и од нив ќе побарам да се случи еден меморандум за соработка со нивната финансиска полиција и негде да се размрдаме од тоа, нели, да се ограничиме само Република Македонија, бидејќи знаеме дека парите не бират граници, него се шират. Со Бугарија и со Србија како стоите? Оти впечаток дека сепак таму најмногу се одлева, ако има некако. Значи со Република Србија немат финансиска полиција, моментално е во склоп на Министерството на колку што знам дека е под Министерството за внатрешни работи. А бугарите? Со бугарите имаме соработка, меѓутоа и тие немаат финансиска полиција. Меѓутоа, од друга страна, соработката ни е перфектна и кога бараме помош, ни дава. Да. Добро. Докаде сте со сите овие случаи што ги покредавте околу градоначалниците? Меѓу нив има и звучни имиња, некои од нив се бунат дека се тоа политички процеси и така натаму. Добро, се знае, секогаш кога имате работа со политичари кои се сомничат за кривични дела, секогаш е тоа политички процес. Хајкиева и денеска некој од опозиционата партија најголема дава такво соопштение. Докаде сте со тие случаи? Некои случаи ги завршив. Некои, бидејќи се работи за некои големи случаи, јас земав храброст, еве да кажам, подобро да извадам 4-5 големи случаи, него такви кривични пријави, пријавчиња што ги Кога велите големи, што значи тоа? Организиран криминал од тоа значи дека моментално веќе сме во финална фаза да извадиме до крајот на нова година, значи пред нова година да извадиме 4 големи случаи кои што се едното е злосторничко здружување, другите сите се во организиран криминал, нели во обвинителство за гонење организиран криминал, сите тие предмети и очекувам, значи, резултатот да биде добар во интерес на државата и борбата против корупцијата. Знам дека не можете детали да ми кажувате, но се работи за политичари кои што се вмешани во тие, да кажем, злодела? Па, не мора да значи дека секогаш политичарите ги прават кривичните дела. Значи, има и други кои што размислуваат, значи, криминално и сакат што поише на некои нивни да кажеме размислување што поише да крадат од државата. Значи не крадат само политичарите, имаат и други. Се разбира, да. Предпоставувам дека се работи за милионски суми ако се големи случаите. Па управата за финансиска полиција, мислам генерално работи со милионски суми. Значи не работи за пониски. Докаде се со Скопје 2014? Бидејќи тоа дело е огромно и во самото СЕО се обработува со месеци и така натаму. Мислам дека неколку обвинители работат на тоа дело, вие сте били како истражител таму. Докаде се со Скопје 2014? Видете, значи во управата за финансиска полиција ние почнавме низа предмети за истражување, нели, за проектот Скопје 2014, меѓутоа СЈО веќе даде наредба
дека се во нивна надлежност. Така. Да, и ние сите тие предмети ги префрливме во СЈО за нивно постапување понатаму. Добро, а некои други, како да кажем, не откривте некакви други странични случаи додека истражувавте? Додека ние истражувавме, најдовме, да. Најдовме, меѓутоа тоа веќе му е дадено на СЈО за понатаму оние да одлучат. Да. Вас Ние ве користи ли СЈО ако имаат потреба или Да. прекинат, вас ве користат, така? Значи, ние бевме користени, односно соработувавме и во ова последниот случај. Значи, од кај нас се земени документи. Мислите во врска со Орка, со господинот Камчев, за тој случај последен или? Да. Ова што беше сега Да. финализирањето, Моите инспектори исто така, реализирањето. да, беа во координација и под Тоа раководство се на чини јавен дека ќе биде обвинител. голем случај. Сите Гледам заедно дека се многу години во прашање, големи пари се во прашање, обемен случај. Па кога се работи за Морам да финансиски извлечам нешто криминал, повеќе од вас, да, бидејќи кога се сепак работи за актуелен. финансиски криминал, значи не се ограничува на година, значи колку може да биде. Некои велат да не се следат- застарени, некои бидејќи тоа од не може, 2002. затоа што тоа е повторено кривично дело, нели, се повторува секоја година и така се шири силата, нели. Кога се работи на следењето на паричните средства, за да стигнеш до самиот почеток, треба навистина да се вратиш на нас. Сепак ве Доминат. водат на крајот, сепак ви се клучни хартиите, бидејќи велат дека трагата на парите е трагата на хартиите. Јасно. Значи вие во голем дел работите, помалку работите да кажем со сведоци отколку што работите со материјални докази. Да. За нас клучниот доказ е хартијата, на пример. Или па од друга страна, бидејќи сега последно време веќе почна нели електронски да се водат и фактури и све, тоа преку IP адреси утврдуваме кој значи е корисник на тој компјутер за да утврдиме кој го изготвил нели таа фактура. Сепак за нас, ако мисли дека тоа не може да се најде документот, па со документот немаш предмет, тоа не мора да значи, затоа што документот за да биде валиден треба да постои во двете страни. Така, Едното значи, што е на едно место го изготвителот има, да. и другиот кај што заврши. Значи ако не може кај едниот, ќе се најде кај другиот, тоа е сигурно, нема бегање. Добро, што правите ако украдам 10 милиони и ги паркирам некако во Лугано? Какви се вашите овластувања да ми ги откриете парите, а уште повеќе да ми ги земете од мојата банкарска сметка во Лугано? Види, во моментот кога што вие одлучувате да ги крадете парите, Добро. вака класично да ги кажуваме, значи автоматски да банките се должни да известуваат. Значи човекот сака да ги подигне парите во готово. И во тој момент се вклучиме сите ние надлежни институции во соработка нели под раководство на јавен обвинител, тие најверојатно ќе ви се Добро, замрзнат. ама ако успеам да ги однесам во Лугано, вие веќе не можете да ми ги земете. Па зависи што ќе покажеш за да изврши таква трансакција. Па говорам затоа што гледате, поминавме низ 10 години на режим во кој што не сум сигурен дека баш банките имале сила да спречат некој ако сакал, вклучувајќи Народна банка, вклучувајќи ги бившиот гувернер, дека ако некој сакал да префрли милион, 2 или 5 или 10, дека имал кој да го сопре. Од друга страна, може би тие пари не се пренесувале по банкарски сметки, може да се носеле со авионски транспорт. Така, да. Има и такви индикации дека авиони се слетувани за да пренесуваат пари на некои адреси во странство. Што можете вие да правите? Значи тоа што јас го кажав претhodно, значи тешко е да се докаже ако се суви пари. Значи тие пари се од корупција реално. Тие тешко им ако се тие врвува се во траг. извлекуваат од буџетот, значи тие и остануваат трак. Добро, сепак ве прашам, можете ли да се обратите на швајцарски банки? Можете ли во Белизе да се обратите, како финансиска полиција, како државен орган? Види, од моето искуство јас од тоа што сум истражувал како инспектор порано, Белизе се користи само како маска. Мислите, таму ништо не се паркира, туку само поминува. Значи парите секогаш доаѓаат според мене од некои блиски европски земји кои што исто така се сметат како офшор, нели, даночни раеви. Тоа е Кипар, нели. И од таму значи парите стигаат. Реално не стигаат од Белизе. Само сопственик на некоја компанија Мене ми е тоа јасно, ма Белизе, не можам да ви извлечам одговор на ова што ме прашувам. Ако ми се парите во Кипар, има ли шанса да ми ги фатите да ги вратам? Оти на крајот на криштата може да ќе констатирате дека сум украл, на пример, 50 милиони. Така. Меѓутоа, како државата да си ги врати тие пари без разлика што јас ќе одлежам да речеме 10 години затвор? Парите ако се утврда дека се ваши, значи тоа ќе се бара преку меѓународна правна помош да се вратат. Каква ви е таа соработка до сега? Што ви кажуваат искуствата? Ви одговараат ли овие рајски
места каде што банкарски рајски места како Кипар, како Швајцарија, некои делови и така натаму, некакви екзотични острови, одговараат ли на барањата кои им? Имаме тешкоти во тоа, во тој дел, каде што ние бараме. Нели, ние да се покриеме од нашиот дел дека бараме. Меѓутоа, колку имаме одговори, тоа е... Со други зборови, сакате да ми кажете дека ако сум успел да ги паркирам парите во Кипар, тешко дека ќе ми ги најдете. Доколку вие ги извлекувате парите од трансакцијска сметка, а тоа банките не го алармираат, нели? Можеби веќе се спасите, ама одговорноста ќе остане во банката и така ќе има одговорност. Лимитот е до 10.000 евра, како беше? Банките треба кога алармираат банките, кога извлекуваат? Сега со новиот закон мислам дека е 2000 евра. 2000 евра. Да. За пењето. Кажете ми, едно време влеговте во некои случаи во кои се врзани странски инвестиции во Македонија. Да. Имате во обработка такви случаи се уште? Да. Имаме кое што е, мислам, завршено скоро. И тука со работа со јавен обвинител, верувам дека многу побрзо ќе го извадиме од тоа пред Нова година. Тоа е и еден тука од се овие случаи што инволвирани ги на вистина ќе биде еден од најкрупните случаи во историјата на Република Македонија, според мене. Добро, мислам дека ќе Зборот во финансиски криминал, смисла. Добро. Што е правено? Перење пари е правено? Како е? Или Па тоа крадење сега се субвенции? трудиме да утврдиме перењето пари и готов не случај. Добро. Другото не е Многу завршено. мина се вмешани? Па од неколку области, да. Од неколку области. Предпоставам, за да тоа можеле да бидат странски инвестиции, веројатно има и високи државни службеници кои што работеле во злоупотребите. Тоа ќе го ставиме на времето. Тешко се излекува од вас, еве утре Катица Јадева е да гости кај колешката Гордана Дувњак. Мислам дека и од неа тешко се вадат детали. Види, кога се работи во ова фаза која што е предистражна, многу е тешко да ги покажеме сите действија, затоа што некое действие може да се користи од страна на друга, нели од спротивната страна во негова корист, затоа што во истражна постапка после се отварат доказите, нели нашите докази со јавен обвинител и од странката со адвокати, и си се судат едни со други, па може тука да ни на крајот на направат криштата некоја рамноправни сте пред судот. Судот треба да процени кој е во Ние право. сме од една страна, тие од друга страна и така се Сум ве бориме. гледал неколку пати на пресконференции и така натаму, но вие сепак го немате тоа задоволство да ги ефектуирате вашите случаи. Тие сепак завршуваат на крајот кај јавни обвинители кои што со тоа работат. Вие кривали понекогаш што можеби не се знае доволно колку работите. Имате ли впечаток дека јавноста знае колку сработувате? Еве јас да речеме прв пат слушам дека вие велите дека сте рипнале на 2000 случаи годишно. Да. Мене тоа апсолутно ми се чини како огромна цифра за тој капацитет кој предпоставам го немате. Вие не сте Министерство за внатрешни работи со 10-15 илјади вработени. Колку Може не вработени се имате? предаваме, тоа е многу Колку битно. вработени имате? И Значи, тоа ние сме државна негде, тајна. да, ние сме 45, од кои 23 инспектори, од кои тројца уште се во СОЈО. Јас од инспектор станав директор и остана 19 Па инспектори. како успевате толку случаи да одработите? Па на вистина се полни со енергија колегиве и работат, можам да кажам, па 24 сати. Добро, како да ви кажам, не знам дали човек треба на вас да ви пожели успех во работата. Така. И вие ако имате успех во работата, значи многу работи не чинат во државата. Јас ви благодарам за гостувањето во Еден ТВ и се надевам дека ќе се видиме негде околу Нова година, да тогаш поразговараме во повеќе детали кои се овие 4-5 случаи кои ги подготвувате, особено ако едниот од нив е најголемиот случај во историјата на финансиските злоупотреби на Република Македонија. Да. Имаме ексклузивна вест вечерва, ви Така е. благодарам за тоа. Фала ви на Благодарам, вас. почитувани